Кумановскиот совет конечно го дочека денот кога градоначалникот одговара на прашање. Ма станува јасно зошто толкова фама се игнорирала и занемарувала, оти наместо суштина. Целата расправа се сведува на гола и лична пресметка меѓу него, председателката на советот и нивните политички соперници. Значи, немојте да ме прекинувате, немојте да ми кажувате да кратам. Тоа можете на вашите членови таму така да ми викате скрати и да не ми се обраќате на тиве молам. Јас и вие приватно можеме да бидеме најблиски пријателки и сме. И соседки и генерат, ама официјално јас за вас сум вие. Бонтонот налага минимум пристојност и држање до некакви елементарни процедури, кои очигледно сите ги изигруваат. Надмудрувањата околу нив само ја потенцираат поларизацијата. Еве и ја процедурално да поведам. Ама како градоначалник, сега председателка бивша на совет процедурално, па вие како градоначалник бивш председател на совет процедурално. До кога процедурално? Да одиме со Елена. Боксерска вреќа, вие лупајте ме од сите. Не, вие апсолутно не сте боксерска вреќа. И навистина, градоначалникот не излезе дека е тоа за кое самиот предпоставува дека е. Туку го крена гардот и со вешти движења ги избегна нападите. Самиот задавајќи удари кон советниците, и тоа честопати под појасот. Не се сеќавам дека еднаш, бидејќи ги следам будно сите седници, во последните 3 години го видов вашето присуство на седници, а ќе го задолжам и вашиот директор да ми даде евиденција колку пати се имате појавено на работното место. За разлика од омразата во Куманово, во Кавадраци традиционално владее зен атмосфера. Во таков топол амбиент единственото нешто што бере малку ја подкрева тензијата е фристайлот на градоначалникот, кој со советниците си го мери лозјето. Пратите инспекција, видите го моето лозје и видите го негото лозје. Значи, нема стек се гледа. Се гледа млада невеста и стара невеста. Ти секој немаш видено лозе, така да... Ја немам видено лозе. Ја колку ще лозе видено, ти грози немаш издено толку. И не само тоа, туку тој има специфичен коментар за секое прашање упатено кон него. Поистоветувајќи карактеристиките на политичко-партиските обраќања со оние на некои познати јавни личности. Стилот на прашување ваше на левица е со раскажување како латаски во деше вестници. Прашај ми, ти што раскажуваш? И на крајот, наместо да раскажува, тој издава директива. На 25-ти сите патишта мора да водат до Михајлово. За сите советници обезбедам ски, горе-доле знам димензии, за да се пуштиме и ја отвориме ставаста. Тога ќе мора сите да дојдете заедно, ако треба и милом и силом, советниците, да ви искијам и да отвориме ставаста. Токму ова ја прави разликата меѓу едни и други политичари. Некои насила прават се за заедно да се тргне, па макар и најпрво со спуштање низ надолница.